Оваа кампања за нас представува уште еден успешно организиран, општествено одговорен проект. Без разлика на постигнатите резултати, горди сме што најдовме начин за да го афирмираме и промовираме клупскиот спорт во Кавадарци преку наше македонско пиво. За тоа што се беше дел од проектот Наше пиво, наша страст и за идните настани во поглед на овој проект, ќе говорат бренд менаџерот Александар Тренчев за наше македонско пиво и одговорниот за маркетинг Митко Јовановски. Кампањата Наше пиво, наша страст беше стратешка кампања за поддршка и развој и афирмација на спортот од најмала категорија до најстара категорија во нашиот град. Беа офатени 3 клубови, тоа е фудбалскиот клуб Тиквеш Кавадарци, кошаркарскиот клуб Фен Индустри, ракометарскиот клуб Тиквеш и највачката група Лозари Исток. Кампањата започна на 1 октомври и требаше да трае до 31 мај. Ние пролонгиравме уште еден месец плюс, значи заврши на 30 јуни. Кампањата е успешно завршена со тоа што претходно имавме низа на активности кои што ги реализиравме со самите клубови. Че оваа кампања без поддршка на клубовите и највачката група Лозари немаше да биде тоа што е денес. Ние сме горди како компанија што овозможивме една ваква кампања на овој град, за тоа што сме први во Републиката, за тоа што многу други градови и други клубови може да ни позавидат на ова што го реализиравме, вклучувајќи од рекламниот материјал кој што беше реализиран од страна наша за клубовите и за највачката група, се до брендирањето на етикетите во пакувањето од 1,5 литри во пластична амбалажа на наше македонско светло пиво, до активностите на терен, како што беше случајот со посета на пиварницата, посета на производствените погони во село Мрежичко и нормално на крајот завршувањето на првачката сезона, која што генерално ние сме задоволни како компанија од прикажаното на терен. Сакам најнапред да кажам дека износот кој што е остварен од продажба на наше македонско пиво по 2 денари од 1 литар е поделен на сооднос 30-30-30-10. Значи 30% оде за клубот КФК Тиквеш, 30% оде за клубот кошаркарски клуб Фен Индустри и 30% оде за ракометарниот клуб Тиквеш, додека 10% од вкупниот износ оде за највачката група Лозари Исток. Би сакал во овој момент да ги доделиме ваучерите, договорите за доделување на донација се пред вас. Во текот на завршување на оваа пресконференција може да ги подпишеме. Сумите кои што се доделени изнесуваат по 80.000 денари од клуб, значи 80.000 денари за фудбалски клуб Тиквеш, 80.000 денари за кошаркарски клуб Фен Индустри и 80.000 денари за ракометарниот клуб Тиквеш, додека највачката група Лозари има ваучер од 26.000 денари. Овие се некои символични суми кои што реално можеби очекувавте и вие многу повеќе, и ние како компанија повеќе. Тука јавно повикуваме до самите граѓани на општина Кавадарци да се подигне свеста за афирмација на спортот и поддршка на едни вакви кампањи кои што се од јавен карактер, општествен карактер, затоа што само вака може да дојдеме до посакуваните позитивни резултати. Сметам дека имавме доста добра и успешна кампања. Да се заблагодариме на сите учесници кои што допринесеа да ги имаме овие резултати на крајот за сето ова кое што го кажуваме денеска, а за тоа говорат ваучерите кои што ви се доделени. Без ваша поддршка немаше да го направиме ова, кое што допринесува до зајакнување на меѓусебната соработка и локалниот спорт да се промовира во нашата држава, Кавадарци како место каде што спортот е број 1 и како ние како кожувченка компанија која што се грижи општествено одговорно и помагаме во сите сфери на живењето. Би сакал да искористам исто оваа прилика да најавам дека се надевам во наредните месеци повторно ќе се видиме на ово исто место, каде што ќе подпишеме нови договори за уште една успешна надпреварувачка сезона и се надеваме дека резултатите како од маркетиншки план, така и од финансиски ќе бидат доста поголеми од овие кои што се во моментот и би сакал исто во оваа прилика да им посакам на клубовите да имаат успешни подготвителни периоди, да се подготват што е можно подобро за престојните предизвици во новата надпреварувачка сезона и да имаат доста добри и позначителни резултати од минатата сезона. А сето тоа не би било така ако не и највачката група на Лозарите, кои што оваа година максимално поддршката ја дава на сите фронтови, така наречено,
и кои ще се една од најдобрите навивачки групи во Македонија.